Ќе се гради парк на местото на стариот пазар во Гевгелија. Општинската власт реши да го зголемува обемот на зеленило во градот. Според градоначалникот Поцков, нови зелени површини треба да има на повеќе локации и за нив ќе се работи во тековната година. Ветивме модерна европска зелена Гевгелија заради годината 2018 во која планираме фискално да се стабилизираме, ќе одиме со помалите проекти, а ќе одиме со изготвување на проектна документација за поголемите проекти и се надевам дека 2019 ќе ја пречекаме во подобра финансова кондиција и поголемите крупни проекти ќе ги оставиме за реализација 2019-2021, тие се трите години во кои до кога ја ќе имам мандат како градоначалник. Значи ќе обрнеме внимание на зеленилото, имаме предвидено измена и на детални урбанистички планови во центарот на градот кај стариот пазар, изградба на парк. Поцков смета дека 2018 година треба да се фокусираат на изработка на проектни документации за неколку поголеми проекти кои ќе значат зголемување на понудата на градот за посетители, но и забава и рекреација за локалните жители. Сега, бидејќи тој грант ќе го насочиме во изградба на водоводи и канализации кои ни се потребни заради урбанизација на одредени места во Гевгелија, Марзенски рид, Горен, Караорман и потегот Касарна, така овој грант ќе ни овозможи да одговориме квалитетно на обврските, али да немаме зафаќање на парични средства од основниот буџет. Таа е една работа. Втора работа, ќе изготвиме идејни проекти за големи капитални инвестиции кои ги ветивме пред граѓаните, тоа е нов спортски центар со базен. Тој ќе биде на потегот на Касарна, там има и маркица за изградба на спортско-рекреативен центар. Се двумиме како ќе финансовата конструкција јавно-приватно партнерство или сами како општина ги влеземе. И трета, мултимедијалниот центар во Пионерски дом, кај што ќе се збиднуваат сите настани од сферата на културата. Општината доби грант од Германската банка за обнова и развој во висина од 2,5 милиони евра, кои што ќе ги употреби за изградба на водовод и канализација во деловите од градот кои што се уште не се урбанизирани, а на чија површина предвидуваат и нови зелени површини.